Добро вечер со уште едно издание на емисијата Код. Во 2023 година, Код објави повеќе истражување на тема мазут набавен за ТЕЦ Неготино во време на енергетската криза. Откако обвинителството и полицијата ја отворија истрагата за големи злоупотреби со набавките на мазут, во која осомничени се Радко Капушевски, Асмир Јаховски, Ерџан Сулковски, Васко Ковачевски, Ардијан Муча и уште 8 други лица, во овој Код нови детали кои ги откриваме за сделките на осомничените и на вмешаната фирма РКМ, како и делови од старите истражувања. Код објави вкупно 9 истражувања од јануари 2023 до јануари 2024 година. Првата беше со наслов "Како ЕСМ нацрта продавач на мазут", кога ги споредувавме условите кои се менувале за да може сделката од над 100 милиони евра да стигне до РКМ. Потоа следуваше одговор и реакција од Радко Капушевски со навредливи зборови дека треба да му бидеме благодарни за струјата која ја трошиме и за фризурите кои ги имаме, за да се појавиме на телевизискиот екран. Мазутот со енергетската криза која се појави првин со пандемијата, но се засили со војната во Украина, стана повторно голем фактор во производство на електрична енергија во државата. Освен што беше замена за јаглен во рек Битола во помали количества, со повторното активирање на ТЕЦ Неготино, мазутот одеднаш го зголеми своето учество во пазарот со енергенци во Македонија. Приматот беше во рацете на ЕСМ, кој ги распишуваше огласите. Набавките не одат на тендери поради малиот број на можни конкуренти, па затоа ЕСМ има законска можност и право овие набавки да ги врши со огласи. Например, ова е оглас кој траел до февруари лани. Потребни количини за набавка се 150.000 тони мазут за ТЕЦ Неготино. Единствен критериум во огласот е цената на понудениот мазут и носи 100 поени. Заинтересираните компании може да побараат соодветна тендерска документација, која ја пополнуваат и доставуваат во вид на понуди. ЕСМ нема голема работа при овој оглас. Има само еден понудувач – РКМ ДОО, фирма која е основана од Радко Капушевски. Само РКМ поднела понуда возвраќа од ЕСМ кога беа прашувани зошто контроверзната фирма на Капушевски, која беше опфатена со скандал на транспорт на отпадно масло како мазут, скандал откриен во Хрватска, успеала да добие можност да продаде 150.000 тони мазут на државни електрани за производство на струја. Но кваката се крие во условите кои се пропишани во тендерската документација за овој оглас. Според она што го дозна Код по извршен увид во документацијата, дел од условите се менуваат поради што на огласот се отвара можност да влезе фирма како РКМ, а условите да станат пречка за други компании кои продаваат мазут. Уште минатата недела, Код до ЕСМ испрати прашања поврзани со набавките на мазут. Очекувавме одговори минатиот петок, пред 10 дена. Не ги добивме ни до овој петок. Но на 27 јануари, во петокот, првин добивме електронска пошта со реакција демант од спомнатата фирма РКМ на Радко Капушевски, која ги добила двата јавни повици вредни околу 270 милиони евра. Потоа преку курир добивме реакција, писмена, од ЕСМ. Наместо одговори, реакција од државната компанија. Додека од Капушевски, покрај негирање на некои објавени информации, добивме серија навреди, омаловажувања, клевети. Дописот Капушевски го почна со најава дека ќе бидат испратени дополнителни акти од неговиот адвокат, а заврши со поздрав: да сте живи и здрави. На Капушевски ќе се навратиме подоцна, а неговиот партнер, државната ЕСМ, со малку покултурен речник, но со сличен аршин, најавува тужби и представки за телма и плете обвинувања, дека станува збор за континуирани напади врз ЕСМ и притисок од телевизијата, чиј собственик го спомнува во својата реакција за истражување, во кое ЕСМ не сакаше да одговори на прашањата на Код. Не би сакале да помислиме дека за тоа се кријат било какви други причини, освен заштита на јавниот интерес, но повеќе од очигледно е дека со објавите на медиумот планирано се создава револт кај публиката и истите може да ја загрозат безбедноста на вработените во АДСМ. Дополнително не е објаснето како со истражување и прашања за јавни набавки вредни стотици милиони евра со често менување на услови на јавни повици
се загрозува безбедноста на вработените во ЕСМ. Директор на ЕСМ е Васко Ковачевски. Уште во септември, кога имаше зголемување на јавните набавки на енергенски за производство на струја, сам побара нивна проверка. Тука нема ништо незаконски. Јас затоа кажав, ги повикувам сите институции да ги проверат овие јавни набавки. Јас прв ќе понесам одговорност доколку има нешто сомнително или незаконско. 4 месеци подоцна, транспарентноста и барањето за проверка на сопствената работа се изгуби. Покрај тоа што нема одговори на прашања, туку заканувачки реакции, ЕСМ не одговори во рок ниту на законска обарање за пристап до информации од јавен карактер во сферата на јавни набавки на енергенси. Тоа барање беше за банкарски гаранции, а исто прашање за банкарски гаранции имаше до ЕСМ и за истражувањето за набавката на мазутот од РКМ. Како фирма со таков потенцијал, со двајца вработени и со минимална добивка или загуба последните 3 години, успеала да дојде до банкарска гаранција од 1,5 милион евра и да добие сделка од државната ЕСМ. Сделката со мазут била во февруари лани, изнесувала 105 милиони евра и била за 12 пати поголема од целиот промет на РКМ во 2021 година. ЕСМ не ги спомна ниту банкарската гаранција, ниту прометот на фирмата РКМ. Туку во својот демант се задржа на 2 работи. Првата дека често се менуваат услови во јавните набавки на мазут кои се изведуваат преку јавни повици, како што тврдеше Код. Тоа е апсолутно неточно. Условите во тендерските документации се пропишуваат согласно потребите на компанијата за извршување на главната дејност на компанијата, производство на електрична енергија, а не според желбите и можностите на економските оператори во земјава и странство. Со вакви неаргументирани напади, шпекулации и полувистини што ги пласира во јавноста, телевизија Телма ги доведува во заблуда гледачите. Код го праша ЕСМ, па како на последниот јавен повик лани во октомври за набавка на 190.000 тони мазут е избришан еден услов, а впишан нов услов во точката 2.3.3.1 за техничка и професионална способност, каде е наведено: понудувачот да има минимум еден договор за испорака на мазут во последните 3 години во количина од минимум 100.000 тони мазут во државна институција или на друго место. Вако услови исполнувала РКМ затоа што во февруари лани имал победа и понуда за огласот за 150.000 тони мазут. ЕСМ ниту одговори, ниту реагира или демантира за ова. Туку реагира за условот кој е избришан, а тоа е да има по минимум 1200 тони мазут испорака дневно. Прашањето на Код беше дали ЕСМ проверила како се исполнува овој услов за минимум дневна достава. Одговор нема ниту во демантот, во кој стои дека дневна потрошувачка за 2 котли во ТЕЦ Неготино изнесува 1000 тони мазут. Уште во септември, на министерот за економија Бектеши му беше посочено за проблемите со набавката на мазутот за ТЕЦ Неготино, кој се купуваше преку посредник, а не директно, можеби за поевтина цена. Има транспарентни и отворени постапки од страна на надлежните институции, во овој случај ЕСМ, која ќе ги објави и, како што кажав претhodно, тие имат обврска согласно закон да ја прифаќат најповолната понуда. Зошто не преговаравте директно со ОКТА за набавка на мазут од Солун? Зошто мора и Пуско Петров, и Радко Капушевски да е тука, и Супертрейд? Фирми кои што вие ги испитувавте во однос на квалитетот на мазутот што го набавуваа. Кај што имаше пепел, бродско масло и кога викам најповолни, значи најевтини, заради тоа што мислам дека не е време за воено профитерство. Со напади, клевети и омаловажувања, а и како што самиот вели цинизам, сопственикот на РКМ Радко Капушевски ни упати, како што тој го нарекува, демант и барање за извинување. Повод е минатата емисија на Код, во која ги анализиравме тендерите, кои тој во ЕСМ ги добил за набавка на мазут. Едниот во февруари за набавка на 150.000 тони мазут, другиот во октомври за набавка на 190.000 тони мазут. Тој е единствениот понудувач и во двата тендери. Единствен понудувач кој што во тој момент сметаше дека може да ги испорача тие количини затоа што има цврст договор, има голема банкарска гаранција, доколку не испорача, првата не испорака се активира банкова гаранција. Беше РКМ, исто така и за втората јавна набавка која што беше крајот на февруари и почетокот на март, кога баравме 144.000 тони за периодот од март до октомври, единствена понуда имаше компанијата РКМ.
Токму банкарската гаранција и учеството на Капушевски за код е спорно, имајќи во предвид дека документите од Централниот регистар покажуваат дека состојбата во неговата фирма пред добивањето на тендерите не била розова. Претходно тие банкарски гаранции се движеле по 2 или 3 милиони евра во динарска противредност. Во конкретниот оглас, банкарската гаранција е намалена и изнесува 30 милиони денари, односно половина милион евра. Дополнително, се дава нова гаранција од милион евра, кога ќе се потпише договорот. Банкарската гаранција била тројно намалена. Изборот на фирмата на Капушевски пред 4 месеци го бранеше и првиот човек на ЕСМ во топ тема Васко Ковачевски, запрашан зошто токму Капушевски ги добива двата тендера за волкави количини. Како јас да го одбијам тој кога има техничка карактеристика, кога има договор за испорака, кога има финансиски најповолна понуда и кога доставува банкова гаранција? Како јас да го поништам тој? Утре вие ќе ме повикате на одговорност. Вие во вашата емисија ќе направите истражување и ќе кажете дека ова фирма, ако е регистрирана 5 дена, имал подобра понуда, меѓутоа ЕСМ го исклучи. Во периодот од 2019 до 2021 РКМ имала еден или двајца вработени, а финансиските резултати покажуваат дека фирмата во 2019 имала загуба од 5,2 милиони денари. 2020 имала промет од нешто над милион евра и добивка од 33.000 евра. РКМ има зголемување на промет во 2021 на околу 8,6 милиони евра и добивка од 133 милиони денари, односно околу 220.000 евра. Таква фирма успеала да обезбеди банкарска гаранција на почетокот на 2022 во вредност од 1,5 милиони евра. Но проблемот е како РКМДО успеала да издействува и да добие гаранција од банка, кога, например, на бизнес мрежа има бонитетна оценка Е, најниска, која вели компанијата е со висок ризик и потребно е дополнително обезбедување. Единствено логично објаснување за одобрената банкарска гаранција дека некој друг, многу поголем и помоќен, застанал зад малиот РКМ, кој работел на ниво на рентабилност дотогаш. На тој начин го добива тендерот во февруари 2022, а тендерот е вреден речиси 6,5 милиарди денари, односно повеќе од 105 милиони евра. Капушевски, раскажувајќи за својот живот и дело, тврди дека банкарската гаранција му издадена согласно законските уредби од Народната банка, наведувајќи дека неговиот приход е 8,5 милиони евра и му дава законска можност секоја од банките да му даде гаранција. Живеам половина година по патишта со цел да се развие компанијата. Остваруваме контакти и во регионот и Европа со цел да обезбедиме количини и снабдување во услови на најголемата светска енергетска криза, со која многу големи држави не можат да се носат. Радко Капушевски во својот демант и барање за извинување вели дека целосно ги демантира наводите на код најавувајќи тужба, а кога ќе го добиел случајот, средствата ќе ги донирал во верски и хуманитарни организации. Загрижен за жителите на Македонија, тој ни пишува: Со емисија од ваков тип продуцирате енергија дополнително на народ да не му се живее во сопствената држава и да не гледне иднина тука. Па сега ќе вршиме деманти поради ваши и на вашиот налогодавач хирови. Ако вам животот ви е комфорен, на многумина не е. Не им го доотежнувајте животот. Придонесете со нешто добро како дел луѓе што гледаат да помогнат во прилог на основни јавни општествени добра, како мојата компанија, а јас лично целиот живот сум се занимавал. Неколку месеци по добиениот оглас, во сопственичко-управувачката структура на РКМ се вселува уште едно лице. Станува збор за Ерџан Сулковски, со потекло од Пласница со адреса во Кичево, кој што станува и собственик и управител на РКМДО заедно со Капушевски. Сулковски е непознат во бизнисот претходно и ова му е прва инвестиција, стои покрај неговото име. Промената се случила на 22 август лани. Вториот момент е складот кој сите продавачи на мазут мора да го имаат. РКМДО пријавува во својата лиценца дека склад за мазут му е во оранжери во село Хамзали, општина Босилово. Капушевски во својот допис зборува и за својот партнер, кој со име и презиме не го открива. Мојот партнер вам, ако ви е непознат, мене ми е долги години познат и успешно ја води својата компанија и барам и нему да му се извините. Новиот партнер, случајно или не, доаѓа од Пласница, родното место на пратеникот од ДУИ Исмаил Јаковски. Ако Колку е цената на транспортот? мазутот е повисока од тоа што е регулирана,
Јас тука јавно ја повикувам обвинителство да дојде да направи За контроли која цена во Пуцко СМ, Петрол превезува што мазут? значи дека не може цената За на која цена мазутот Пуцко Петрол превезува мазут? да биде поголема од тоа што е регулирано. За која цена Како Пуцко што не Петрол може превезува мазут? Бензинските пумпи да продават повисоки цени Апсолутно се согласувам. Па имавме и такви емисии, нормално. Од тоа што се Со вас одевме наведени заедно од во- страна на регулаторната комисија за енергетика. Капушевски треба со 60 цистерни дневно да донесе мазут од Грција до ТЕЦ Неготино. Тврде дека тоа го прават 32 фирми кои ги ангажирал, а барајќи пофалби, а не критики, со навреди кон екипата на КОД тврди дека доколку не се неговите цистерни со мазут, ние нема да можеме да си искапеме. И не само што нема да можеме да одржуваме лична хигиена, туку и нема да можеме да одиме на фризер. Дополнително да ми кажете браво дека мојата скандалозна фирма, како што вие само ја нарекувате, испорачува по 80-90 автоцистерни на ден врз основа на кои вие денес имате струја да одржувате лична хигиена. Паралелно ќе потенцирам и вие како новинар уживате општествени добра и општи услови за живот и вашето семејство да водите лична хигиена. Ќе бидам малку и циничен на изминување на јавноста. Овозможуваме производство на електрична енергија, да имате услови да одите на фризер со цел да сте представителна на телевизија. ЕСМ лани во октомври распишува нов оглас за голема набавка на мазут за ТЕЦ Неготино. Код зирна и во овие тендерски документи за огласот под број 77 за набавка на 190.000 тони мазут. И повторно има промени во условите. Сега го нема оној невозможниот услов од обврска за 1200 тони мазут дневна испорака, која РКМ претходно ја прифатил, а била неостварлива за многу поголеми компании од ова на Капушевски. Некогашниот директор на спортскиот центар Борис Трајковски, кога владата ја раководеше Никола Груевски, во 2020 година добива од регулаторна лиценца за трговија со мазут. Тогаш тврдеше дека работат само со приватни компании. Неговото снабдување со мазут не било под лупа само на КОД, туку и на многу други медиуми. Колегите од Фактор пишуваат дека РКМ по долги години пауза во 2021 година се враќа со продадени 12,245 тони мазут, а со 3,62% од структурата на продажбата. Компанијата во 2020 година увезува само 1218 тони мазут, и тоа главно продаден на пазарот на мало. Во 2020 година КОД откри, според документите од Царината и инспекторатите, дека увезува отпадно масло. Хрватската царина забрани влез на камион од Германија затоа што транспортирал отпад без нотификацијски дозволи. Маслото стаса до земјава, но и покрај предупредувањата на КОД изгоре во оџаците на фени. Камионот кој превезувал отпадно масло стоел неколку дена на границата каде стигнал на 5 декември. Веќе спомнавме дека истиот возач и истата фирма во краток период од неколку дена, помеѓу 16 и 20 ноември, веќе неколку пати доаѓале на истиот граничен премин и носеле ист товар. Отпад според документите, мазут според целта. Конечно на 6 декември, по пријава на хрватските царински служби, Државниот инспекторат за заштита на околината го издава овој документ, записник за утврдена фактичка состојба од надзорот. Камионџиите ги подигнале документите и го напуштиле преминот Бајаково. Им било наредено да се вратат во Германија и фирмата да се извади соодветни дозволи. Нашето прашање беше дали и покрај таквата стрикна наредба сепак е одлучено пратката со отпад замислен како мазут да продолжи на југ, кон Македонија. Ало, Ведран? Молим. Веднаш тврдеше дека станува збор за мазут, иако му посочивме дека документите на хрватската царина и инспекција кажуваат нешто друго. Како уле? Не возимо ми уле. А шта сте возиле онда? Ма возимо мазут, бола. А у Хрватској шта су проверавали, пошто таму су ве задржали? Па мисле да е нафта, разумиете. Он мисле да е нафта, да не мазут, разумиете. Ал добро, а шта после сте виделе таа документа, таму пишу да су том шифром за као опасни за отпад на улја пријавljeno. Nije otpadno ulje. Го прашавме што стана со таа пратка, дали ја вратил назад во Германија или пак го продолжил патот кон Македонија. Ни потврди дека пратката отпад стигнала во Македонија и ни посочи и во кој град. Кад су вам дали документа, шта су пустили сум и рекли сум дидете у Немачко или да доđете може да продолжите за Македонија? Може дали да се продолжи, да. Тако сум рекли. Да.
Све е во Македонија. Дојде со Македонија, да. Аха. А и су вас зауставили после на цари на граници у Македонија кога сте дошли из Хрватска? Пошто... Јесу се у реду, да. Да, и шта су проверавали? Па ништо, се проверавале што се треба проверават. Кога сте дошли у Македонија, у кој град сте одиште онда? У Па Скопје? ќе се долу на Скопје, на Царни, ќе се поле Кавадарци. Да. Значи, да, а таму у Кавадарцима сте ги стовариле. Да. Увозник на таа пратка отпад не е кавадаречка фирма, туку скопска. РКМ Доел со седиште на улицата Даме Груев, во строгиот центар на главниот град. Собственик и основач на фирмата РКМ е Радко Капушевски. Течно гориво од гуми, декларирано како мазут, продавала штипската фирма Санс АГ од Штип. Од оваа фирма купувала и фирмата на Капушевски, каде го продавал штетното гориво, не беше познато. Ова беше причина за одземање на лиценцата на РКМ за работа со мазут, но тоа никогаш не се случи, а Санс го плати само парична казна. Имало и фиктивни фактури. Расфрлани гуми, вреќи полни со црн прав, оставени да ги разнесува ветрот низ пасиштата, трњата и дрвјата во полупустински предел. Ова не е сцена од некој пост-апокалиптичен филм, туку се случува на десетина километри од центарот на Штип и на само 2 до 3 километри од селата Пенуш, Драгоево и Софилари. Среде пустелија е фабриката за горење на гуми и пластика Сансага, чишто погон не работи за производство на течно гориво, но иако не произведува мазут од горењето на гуми, општината се уште не ја има одземено интегрираната дозвола. Во тек е втор обид да се одземе дозволата, откако првиот во декември 2020 година не се реализираше, иако поворениот надзор врз погонот за горење гуми и пластика Сансага увоз-извоз Доел Штип беа утврдени пропусти. Налогот беше издаден, но тогаш општина Штип не ја одзеде дозволата. Освен РКМ кој купувал и продавал од опасното тешко масло на Сансага од Штип, од истиот погон купували и набавували уште две компании – Тритерол Петрол и Екопор. Сансага, иако нема лиценца за производство од искористени гуми и друг отпад за горење, произведувал тешко масло кое било користено како мазут низ Македонија. Од него купувал РКМ на Радко Капушевски и Ерџан Сулковски и со фиктивни фактури, со допишување, опасното гориво го продавале во Фени во Кавадарци. Зашто, како што веќе извести Телма, финансиската полиција е известена и отвори истрага. Но според потврдени информации, во овој бизнис со продажба на опасно по здравје, штипско произведено масло за горење, учествувале уште две фирми, и двете се од Скопје. Инспекторите утврдиле дека Тритерол Петрол набавувал вакво опасно масло за горење за внатрешна трговија. Фирмата Тритерол порано имаше седиште во Струмица, а собственоста беше на донатор на СДСМ и близок пријател со Заев. Од 2019 фирмата е префрлена во Скопје, а нејзин собственик е Љупчо Пецов, кој беше осуден во аферата Керозин за малверзација во трговија со мазут. Втората фирма, која е откриена од државните инспектори како купувач на опасното масло за горење, е Екопор Скопје, кој што има погон во Охрид во Пинтија. И двете фирми се опфатени со нови надзорни акции на надлежните инспекторати, пазарниот и оној за заштита на животна средина. Двете фирми не се пријавени во финансиската полиција, бидејќи за разлика од РКМ, не се пронајдени лажни фактури со допишување на зборот мазут. Од финансиската полиција за Телма одговорија дека случајот за РКМ го работат и прибираат документи и искази. Лани напролет, војници на АРМ од полигонот на Криволак се пожалиле на здравствени проблеми, пошто Државниот инспекторат за животна средина откри неправилности, дека маслото е ризично со сомнежи дека е канцерогено. Фирмата РКМ во собственост на Капушевски и Сулковски, а сега под истрага, беше избрана на сите јавни огласи на СМ за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино. Производителот на опасниот мазут Сансага завчера беше казнет од Државниот инспекторат за животна средина поради тоа што не го почитувале и не го спроведувале решението на инспекторите.
Во дел од истражувањата пресметувавме и какви се финансиските ефекти, позитивни за продавачот, но негативни за буџетот на ЕСМ и државата. Имале дубари кои ги правеле луѓето кои ја реализирале набавката. Се калкулирало и кога мазутот да биде внесен и предаден на ТЕЦ Неготино, а тоа истражување го споредивме со приказната за Пепелашка, бидејќи и приказната за мазутот се вртеше околу полноќ. Четврток, самрак. Сонцето заоѓа, се поблиску е полноќ. Кога цената на мазутот ќе се зголеми за 1,183 денари за килограм. Приказната не е за Пепелашка, ама во трговијата со мазут за државните енергетски капацитети има многу сличности со оваа сказна за деца. После полноќ добиваат пари оние кои што помалку мислат на парите на граѓаните исплатени од буџетот. Во приказната има и принц, која спасува хероината од лошите и злобни маќа и полусестри. Во македонската мазут верзија на Пепелашка, принцот би требало да биде обвинителството, односно обвинителот за гонење на организиран криминал и корупција Исламабази. Но ниту обвинителството не прави ништо за да ги заштити парите на граѓаните. На 6 април околу 19 часот се приближувавме кон ТЕЦ Неготино. Само неколку часа претходно регулаторната комисија за енергетика објави дека цената на мазутот е зголемена. Кон ТЕЦ одиме поради претходно добиените сознанија дека при секое зголемување на цената се случува ситуација цистерните со мазут да стигнат пред капиите на ТЕЦот и потоа да чека до полноќ да почне да се користи новата цена за да влезат внатре. Македонските камионџии биле убедувани да чекат и по неколку часа до полноќ со тоа што им биле давани по 25 евра. Парите ги давал човек со голф кој пред капиите на ТЕЦ чекал и им кажувал и на возачите на цистерните да чекаат за тие 25 евра. Математиката покажува дека при покачување на цената, како оваа последната од четвртокот, носи разлика од речиси 500 евра за само една цистерна со 25 тони мазут. При оваа пресметка се покажува дека од разликата која се исплаќа од државниот буџет наполнет со парите на граѓаните, добавувачот добива 95% од разликата со новата цена, а камионџијата добива само 5%. Пред ТЕЦ Неготино, знакот покажува дека за истовар на мазут се врти лево. Долу пред влезот кој беше отворен, стоеше една цистерна во која немаше никој. Возевме и по околните патчиња, кои се скришни доколку се движите брзо по автопадот Скопје-Гевгелија. На еден дел, половина километар од влезот на ТЕЦ, стоеше паркирана уште една цистерна. Со мазут, а без шофер. И двете цистерни беа од иста транспортна компанија. Полека се заокружуваше приказната. Единствено го немаше возачот кој дава по 25 евра на секој камионџија, за да почека да дојде полноќ и новата цена на мазутот. Утредента успеавме да провериме и да утврдиме дека на 6 април биле планирани за влез во ТЕЦ Неготино вкупно 25 цистерни. Влегле дури во петокот, само 15, додека останатите 10 се пренасочени кон другите енергетски капацитети кои користат мазут како дополнување на процесот за производство на струја. Сите 15 цистерни влегле после полноќ, што значи екстра добивката со промена на цена само во петокот рано наутро била околу 7500 евра. А по исплатата на камионџиите за добавувачот останале чисти 7125 евра екстра профит, директно од джебот на граѓаните. А со пресметка, код покажа дека од набавената количина мазут се произвеле околу 100.000 мегават часови струја помалку. Но документите во кои имаше увид код покажуваат дека играта со мазутот почнала уште на крајот на 2021, кога е прогласена енергетската криза, додека лани во декември постигнала кулминација, кога РКМ побарал доплата и нова милијарда денари за да ја доврши испораката на 150.000 тони мазут за ТЕЦ Неготино среде зима. Фирмата РКМ се пожалила дека цените на мазутот растат и мора да се направи анекс на договорот со дополнување на цената. Збирот на овие две цифри е 122.422 тони или 18% помалку од договореното.
РКМ бара над милиарда денари доплата, а ЕСМ го усвојува барањето и за 2 дена се подготвува и подпишува анекс на договорот. Државната ЕСМ од буџетот и исто од џебовите на граѓаните се согласила да плати со седанок уште околу 20 милиони евра на РКМ. Овој анекс договор се подпишува, што исто така е скандалозно, 2 месеци откако веќе е истечена банкарската гаранција, која за РКМ ја приложила Халк банка. Што значи доколку ЕСМ не исплатила дополнителни 20 милиони евра, РКМ можел слободно да престане да испорачува мазут и за штета од прекршување на договорот немало да може да се наплати ниту денар од гаранцијата, затоа што истекла. Нема воопшто ниту објаснување како банката воопшто прифатила да биде гарант на РКМ. Покачувањето на цените на мазутот предизвикало уште една несекојдневна, ретка бизнис акробација на ЕСМ Електрани. Тие сами побарале од регулаторната комисија да ги покачи премиите за мазут, односно делот кој продавачите, трговците го добиваат како маржа, односно како добивка. Електрани, ЕСМ всушност е купувач, а РКМ продавач, што значи дека државната компанија купувач барала поголема заработка за оној од кој што купувала, а тоа да падне врз грбот на граѓаните преку државниот буџет. Последната емисија Код за темата мазут ја емитувавме лани во јануари. Тогаш ја анализиравме одлуката на антикорупцијската комисија, која го изработи предметот за мазутот во текст неготино и испрати известување до повеќе институции. Имаше иницијатива и за кривично гонење на тогашниот министер Крешник Бектеши и за директорот на ЕСМ Васко Ковачевски. ДКСК своите наводи ги испрати и до обвинителството, кое отвори предмет кој пак кулминираше со истрагата реализирана во текот на минатата недела. На последната, предновогодишна седница, ДКСК утврди дека набавката на мазут за потребите на ЕСМ, односно за ТЕЦ Неготино, крие сомнежи за измама, уцена, за намерно предизвикана криза да се оствари нереален профит, злоупотреба на службена положба, тргување со инсайдерски информации. Код открива дека најмалку 10 луѓе, од кои еден активен министер, се вклучени во иницијативата на антикорупцијската комисија која произлезе по повеќе месечни проверки на набавките на мазут за струја. Државните службеници според иницијативата на ДКСК ја злоупотребиле положбата заради овозможување на монополско дејствување на домашниот пазар на мазут по пат на директна интервенција од страната на понудата на мазутот на домашниот пазар. Но тогаш не беа посочени сите државни службеници, освен описот кој го откри поранешниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски. Во документот за одлуката на антикорупцијската комисија за мазутот и спорните набавки стојат само титули на оние за кои ДКСК утврдила можни злоупотреби на положбата. На прво место стои министер за економија. Во моментот на набавките и денеска тоа е Крешник Бектеши. Покрај него, во одлуката на ДКСК се наведени и поранешниот директор на ЕСМ во време на набавките на мазутот, Васко Ковачевски, како и повеќе непознати лица од Министерството за економија и повеќе непознати лица од Електрани, членови на комисијата за набавка на мазут. Антикорупцијската комисија во својата одлука навела дека државните службеници преку своите постапки и наводни злоупотреби настапиле, цитирам, со цел предизвикување на криза и пораст на цената на мазутот и со тоа остварување профит. По зборот профит, во одлуката со цртички се анонимизирани имиња на 3 компании. 2 се домашни, третата е странска фирма за која е потенцирано дека има и поранешно име. Излегува дека министерот Бектеши, тогашниот директор на ЕСМ Ковачевски и група на државни службеници од економија и ЕСМ со своите постапки искреирале определена состојба на енергетскиот пазар. Според ова ДКСК тврди дека имало игри со цената на мазутот која предизвикала поскапување на цената на електрична енергија, при што е остварен несоодветен профит на штета на јавниот интерес. Но тоа не е се. ДКСК наведува дека немало трговија или препродажба, туку друг вид на сделка – комисион. Комисион е вид на сделка кога се избегнува директна врска меѓу продавачот и купувачот, туку меѓу нив се става уште една фирма, која не врши купување од продавачот, па препродавање на стоката, туку стоката оди директно од продавачот кон купувачот.
а третата, средна фирма, е за пренасочување на парите. Одговорна е за документацијата и дава или стои зад определени услуги потребни да се реализира сделката. Сите овие наводи и целата одлука на ДКСК е испратена во 6 државни институции. Во шемата на државни службеници кои според ДКСК сториле злоупотреби е и министерот за економија Крешник Бектеши. Во министерството и нему лично му поставивме прашање за случајот. А Бектеши за прв пат од код слушна дека и тоа е дел од иницијативата на ДКСК. По првичниот преглед на иницијативата и документот на ДКСК не рече дека антикорупционерите имаат направено сериозни грешки. Бидејќи економија, и тој лично како министер, немаат никаква законска надлежност во полето на енергетиката или за набавка на мазут за потребите на СМ. Вториот функционер е веќе екс. Беше директор на СМ, сега работи во компанијата откако поднесе оставка од функцијата. Колку загадувањето е таргет на актуелната истрага и кои мерки се превземаат? Пред 2 дена, во петокот, од ТЕЦ Неготино, се превземени стотици мостри од мазутот кој бил испорачуван од РКМ за да се провери квалитетот. Код дојде и до фотографии на кои се гледа оган во високите делови на инсталацијата на производство на струја во централата, што буди сомнежи дека мазутот содржал супстанци кои не можеле да се сагоруваат во печките. Додека се води истрага за набавките на мазут од едната негова фирма РКМ, Ерџан Сулковски во јуни 2024 година добива лиценца од Регулаторната комисија за енергетика за трговија на големо со нафтени деривати за друга негова фирма, Пацифик Петролеум. Барањето го поднел 2 месеци претходно. За да ги исполни условите за лиценца, под закуп зема 5 резервоари од 100 кубни метри за складирање екстра лесно гориво во Кичевското село Ижиште. Резервоарите ги зема под закуп на 15 години. Од фирмата Пуцко Петрол на Асмир Јаховски. За неполна година од тогаш, оваа фирма има добиено 146 тендери од државни институции во вкупна вредност од над 460 милиони денари, односно скоро 7,5 милиони евра. Најголемиот тендер од 118 милиони денари, односно скоро 2 милиони евра, е добиен од МВР во ноември лани. Се работи за рамковна спогодба на 3 години, а Пацифик Петролеум била единствен понудувач. Сулковски го подпишува договорот со МВР, додека полицијата и обвинителството го истражуваат за злоупотребите во ТЕЦ Неготино. Во октомври Пацифик добила тендер од општина Куманово од 300.000 евра за екстра лесно масло за грејење на училиштата. Повторно била единствен понудувач. Скоро 300.000 евра во ноември добиле и од клиничката болница во Штип за набавка на екстра лесно масло за грејење. Само од почетокот на оваа година Пацифик Петролеум има добиено 33 тендери во вкупна вредност од над 1,5 милион евра. Фирмата е основана кон крајот на 2018 година со регистрирана дејност товарен патен транспорт. Во 2020-та го добиваат првиот тендер од општина Дебарца од 10.000 евра за електроматеријали за одржување на јавно осветлување. Година дена подоцна, 2021, Пацифик добива 3 тендери во вкупна вредност од скоро 30.000 евра за набавка на горива, од кои 2 од општина Пласница и 1 од државниот студентски дом во Прилеп. Еден месец по добивањето на лиценцата за трговија со нафтени деривати на големо од јули 2024, Пацифик Петролеум веќе почнува да ги добива големите тендери. Токму Ерџан Сулковски е линкот меѓу Радко Капушевски и РКМ Пуцко Петрол на Асмир Јаховски, син на пратеникот Исмаил Јаховски од Дуи и семејството на Али Ахмети. Код веќе ги истражуваше врските на Сулковски со зетот на Ахмети Куштрим Смајле. И Исмаил Јаховски и Али Ахмети тврдеа дека не го познаваат Ерџан Сулковски. Код уште во октомври 2023 година истражуваше кој е мистериозниот партнер на Капушевски, Јаховски и Смајлај. Благодарение на продажбата на мазут на државата,
РКМ ги доби тендерите од ЕСМ. Ерџан Сулковски е формула за брз профит. Така беше и со фирмата на зетот на Али Ахмети, кој лани со Сулковски направил содружништво во градежната компанија КСА International и обрт од 11,7 милиони евра, а заработка од 2 милиони евра. Сето ова Код го објави пред 2 месеци, но по обелодувањето на бизнис врските на семејството Ахмети со Сулковски, кои одат и до човекот кој го продава мазутот на државните фирми, Сулковски на крајот на август излегува од партнерството со зетот на Ахмети. Иако имале профит од 2,5 милиони евра, тој за багателна сума го продава својот удел на Смајлај. Сега Смајлај не е сам во КСА Интернационал, туку партнер му е извесен Александар Аль-Асади. Од почетокот на 2024-та, за година и 2 месеци, Пуцко Петрол на Асмир Јаховски добил над 300 тендери од државни институции за набавка на горива. Од градинки до министерства, независно кој е на власт, бизнисот на семејството од Пласница си врви. Неголемата сделка е од јануари годинава, кога Пуцко Петрол го доби тендерот од скоро 27 милиони евра за 2-годишно снабдување со дизел гориво на ЈСП Скопје. Пуцко Петрол бил единствен понудувач, а постапката е обжалена. Еден месец претходно, на 5 декември 2024 со договор во 4 очи, доби помал тендер од ЈСП за итна набавка на гориво од 2,3 милиони евра, за автобусите да може да продолжат да возат. 2 недели пред тоа, ЈСП остана без гориво, а јавниот сообраќај доживеа колапс, откако Пуцко Петрол прекина да им испорачува нафта поради истекување на договорот и неплатен долг од скоро 10 милиони евра. Возеа само автобусите на ЈСП на плин. И покрај долгот, Пуцко Петрол беше единствен понудувач на големиот тендер во јануари. Во договорот е предвидено фирмата да продолжи да го снабдува ЈСП со гориво, дури и ако предпријатието не ги плаќа фактурите на време. Од друга страна, Пуцко Петрол се заштитил, па за доцнењето ќе му наплаќа на ЈСП затезна камата за секој ден за доцнување. Во декември 2024 Пуцко Петрол доби тендер од скоро 3 милиони евра за 1 година снабдување со гориво на комунална хигиена Скопје. И на тој тендер биле единствен понудувач. Во ноември, како единствен понудувач, го добиле и тендерот за гориво од 2,3 милиони евра од јавното предпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта или предпријатието познато како Македонија Пат. Во јануари 2024 добиле тендер од скоро 1,5 милиони евра од Министерството за одбрана. На 31 декември 2024 Пуцко добил тендер во друго министерство, во Министерството за образование и наука во вредност од 40.000 евра. Меѓу двата тендери имаше избори и промена на власта. Меѓу осомничените се и сопствениците на фирмите Пуцко Петрол и РКМ, односно Пацифик Петролеум, Асмир Јаховски и Ерџан Сулковски. Во електронската база на податоци за јавни набавки се наведени сите набавки на двете фирми. Јаховски, односно Пуцко Петрол, е фирмата која е главен добавувач на нафта, дизел за ЈСП Скопје и градскиот превоз. Од друга страна, Пацифик Петролеум, фирмата на Сулковски, која е во притвор додека траела истрагата, успел да договори со државата и локалните власти десетици големи тендери, меѓу кои и тендерот за набавка на гориво во МВР, институцијата која активно превземала истражни действија во случајот со мазутот. Печките на ТЕЦ Неготино повторно ќе се палат оваа пролет. Не за производство на струја, туку инсталациите треба да се загреат, да може да се наполнат со заштитни материјали. Да се изведе процес на конзервација. ТЕЦ Неготино повторно ќе стане ладна резерва. Истрагата, која е отворена допрва, ќе утврдува колку народни пари изгореле во сделките на мазутот со РКМ. Првичната сума е 167 милиони 549.985 евра штета
или повеќе од 10 милиарди и 300 милиони денари. Но големите сомнежи за огромно загадување предизвикани од горење неквалитетен и опасен мазут се уште не се расветлени до крај. Код дојде до 3 фотографии од внатрешноста на ТЕЦ Неготино. Биле направени во време кога централата произведуваше струја од мазутот купен од РКМ. Фотографиите покажуваат пламен од место на инсталацијата, каде не смее да има оган. Тоа е повисок дел од инсталацијата, односно дел низ кој треба да поминува чад и остатоци од изгореното. Температурата на цевката е висока, но не треба да гори по користење на мазут. Сепак гори, затоа што остатоците всушност не се остатоци од регуларен мазут, туку нешто друго, што е лесно запаливо и потенцијално опасно за здравјето. И не било проверено. Инсталацијата била доведена на раб на дефект. И претходни извори на код енергетскиот сектор ни посочија дека имало и други, да ги наречеме еколошки инциденти, во еден момент на почетокот на користењето на мазутот за струја. Се заглавиле прскалките за мазут и кога биле отворени, внатре имало ситни цецкани парчиња отпад, кои во инсталацијата влегле како мазут. Никој од присутните не успел да направи фотографии. Од обвинителството вела дека се истражуваат сите аспекти на можни кривични дела, меѓу кои и еколошките. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција при спроведување на истражните дејствија ги опфаќа сите околности поврзани со предметот во кој постапува, па не е исклучена можноста за проширување на истрагата, како кон други лица, така и за други кривични дела за кои во текот на постапката се обезбедени и доправа ќе се обезбедат докази. Истрагата, според информациите на код неколку дена по апсењата, била на лице место во ТЕЦ Неготино. Полициски инспектори наредиле пломбирање и ги фотографирале сите тегли и садови со мостри земени од камионите кои истоварале мазут. Има десетици палети наредени со стотици садови со разни примероци мазут, кои задолжително се оставаат при прием. Но проверката ќе биде макотрпна и тешка. Ќе треба да се споредуваат со царинските декларации и ЦМР, а како што веќе утврди антикорупцијска и објавуваше код, многу камиони стигале и без такви декларации кои се пополнуваат пред влез во државата, а содржат информации за товарот во цистерните. Дали е мазут, дали отпадно масло, дали е ризичен мелен отпад. Тоа е прашање на кое сите чекаат одговор. Со или без фризура, код ги истражуваше сите сомнителни изделки од РКМ, како и тендерите за кои сега се товари. Истрагата треба да покаже и каков бил квалитетот на целокупниот увезен мазут од РКМ со оглед на неговиот бекграунд на купување штетни горива со кои се труени граѓаните. Затоа ќе истражуваме и понатаму. Ви благодарам што и вечерва бевте со код. Останете со нас и идната недела во исто време. До тогаш пријатно.